На линија го имаме повторно колегата Никола Трајковски, Меѓународен ден на младите, со неговите гости. Никола, повели ако сте подготвени овој пат. Добро утро, Бранко, и овој пат сме подготвени. Добро утро по втор пат. Секако емисија во живо, се извинуваме за техничките проблеми. Претходниот прилог кој што го погледнаа гледачите во Македонија наутро беше совршен вовед во нашиот следен разговор. За сите оние кои што првиот пат не слушна, повторно ќе кажам, во моментов теренската екипа на Македонија наутро се наоѓа пред Домот на култура Билјана Беличанец во општина Кисела Вода, каде што денеска Сдруженијето Биди Зелен во соработка со волонтерскиот центар од Скопје и нивните партнери организираат еко настан на кој што ќе има работилници, изложби, како и музика од млади бендови. Деталите за сето она што ќе се случува во текот на денешниот ден и за она што се случуваше во текот на вчерашниот ден, утринава ги дознаваме од Мило Евановска, Сдруженијето Биди Зелен, и Никола Станковски, директор на волонтерскиот центар од Скопје. Мила, ќе започнам со вас. 2022 година Европската унија прогласи за година на младите. Од каде произлезе потребата годинава Меѓународниот ден на младите да се прослави токму фокусирајќи се на младинското волонтирање и на зелениот активизам? Така, значи, ајде нека ни е среќен ден на младите, да ги слушаме повеќе, затоа што имаат многу да ни кажат, па затоа и овие настани, овие ден на младите посветени, нели секако. Затоа и оваа година има и дополнителна символика овој ден, значи освен што е ден на младите, го славиме во Европска година на младите и токму волонтерство и зелен активизам поради активностите на волонтерскиот центар Скопје и Go Green Скопје. Односно, целиот настан ќе биде проткан преку нашите успешни активности и успешни работилници, пристапи и методи за работа со младите на терен, преку разни работилници. Имаме потоа, веќе ги знаете, сте ги прикажували кај вас велосипедите кои што произведуваат чиста струја, зелена струја, струја што ќе биде искористена за музичкиот бенд кој е составен од млади артисти и струја која што ќе биде искористена за кинопроекцијата на еко и волонтерски филмови вечерта во 20 часот. Ќе говориме за сите аспекти од оваа детална програма подолу во разговорот. Во овој дел би сакал да ги запознаеме гледачите која е целта всушност на овој организиран настан. Целта на настанот е да ги прославиме младите и важноста за нивното вклучување во заедницата. Честопати зборуваме за отворени процеси, ги вклучуваме сите граѓани, ги прашуваме сите, меѓутоа младите се најчесто запоставувани или пак не се доволно сватени сериозно. Сега, ако сакаме утре задутре да бидеме една прогресивна земја, развиена земја, мора да имаме предвид дека преку вклучување на младите во сите процеси и прашување за нивното мислење е своевидна и едукација на младите. За утре задутре тие да бидат свесни, освестени и активни граѓани. Значи не може да очекуваме дека на 18 години младите кога излезат на знаат што значат избори или знаат што значи донесување одлуки на локално ниво. Сите тие процеси на претходно нивно вклучување значи да ве слушнеме, да разговараме, дали тоа што го мислите е во ред или не, каде може да го примениме, каде може да ние како возрастни организации, општини, институции да ве дообразуваме за потоа уште повеќе ние од вас да научиме. Да не заборавиме, оваа генерација на млади е најдигитализираната генерација и генерација со најмногу пристап до информации. Значи, таа генерација, овие млади денеска можат и така многу да ни пружат и да допринесат во градењето на една инклузивна, отворена и веќе кажам зелена заедница. Кога веќе ја споменавте зелената заедница, најавувате настан, овој дводневен настан ќе биде по сите екостандарди. Што тоа подразбира? Така, значи заедно и со колегите од волонтерски центар ги организиравме тие еко-работилници, работилници од рециклиран материјал, отпаден материјал што може да се реупотреби. Разговараме за намалување на отпадот првенствено, бидејќи не крајната цел да селектираме и рециклираме, првичната цел е да го намалиме производството на отпад што секој од нас го произведува. Потоа да бидеме посвесни за
користењето и потрошувачката на електричната енергија. Ние сега се наоѓаме нели во цел свет се наоѓа во една енергетска криза, да бидеме посвесни за тоа што значи да се помогне на другите. Значи тука е и волонтерскиот дел, значи да се помага без да се очекува нешто назад, односно тоа е еден алтруистички пристап кон работењето и активирањето на младите и на луѓето општо на заедницата. Значи да помагаме да работиме за да ни биде подобро на сите. Значи ќе имаме станица за селекција на отпад, сите граѓани од околината тука во Кисела Вода, меѓутоа ако некој сака да допатува, исто така е добре дојден да го селектираат својот отпад, при тоа учиме како правилно да се селектира отпадот. Ги споменавме велосипедите кои што ќе произведуваат електрична енергија, струја за музичкиот настап и за проекцијата на еко и волонтерските филмови во 20 часот денес. Дел од сето она што го кажавте може да го забележат и нашите гледачи во текот на разговорот преку видеоинсертите од оној настан кој што го имавте во градскиот парк, каде што всушност за прв пат применивте такво искуство кај нас. Какво искуство имате во тој поглед, со оглед на тоа што веќе имате произведена струја од велосипеди на претходните еконастани кои што ги имате организира? Така, ова ние баш пред малку ги пресметував 6-ти ваков настан. 6-ти настан каде што обезбедуваме чиста струја. Многу интересно, морам да кажам, бидејќи првично со било која институција кога го договараме организирањето на настанот, договараме логистички работи, добро, и ајде сега за струјата да зборуваме. Ја викам, ама не ни треба струја. И како не ви треба струја, па нели кино, проектор, звучници, музика. Не велам, не ни треба струја, ги си дојдеме ние, си имаме систем кој што младите значи доаѓаат со своите велосипеди, се прикачуваат на тие држачи што се притоа и генератори што ја произведуваат таа струја и преку една кутија таму се конвертира во електрична енергија за да може притоа преку еден обичен штекер или ние да се приклучиме да ја користиме. Интересен е пристапот и супер искуството, искрено, многу е тешко да се долови моментот што тоа значи, меѓутоа сите што дошли и видели и ги пробале велосипедите се притоа вчуденевидени колку всушност и е тешко да се произведе електрична енергија. Значи тие мора непрестано да возат 5 велосипеди, да возат непрестано некои 2 до 3 часа за да може ние да имаме електрична енергија за една проекција или за една музичка изведба. И при тоа да не се престане, значи не е лесно. И тоа е тоа што ние велиме немојте залудно да трошите енергијата, бидејќи ние во домовите сме ограничени. Сме привилегирани што имаме пристап до електрична енергија кога сакаме, зашто сакаме, во изобилство. Сега кога учиме од другата страна колку е тешко да се произведе таа електрична енергија, добро, не цела струја се произведува на велосипеди, меѓутоа тежок е процесот, а при тоа кај нас производството на електрична енергија многу загадува и емитува стакленички гасови, бидејќи знаеме доаѓа најмногу од термоелектраната во Битола. Така што доколку сите станеме свесни дека зелената енергија е подобра енергија и намалувањето на потрошувачката на енергија во своите домови е неопходна, ке сите тие мали капки потоа впрочем го чинат целиот мозаик. Така. Апсолутно. Вистински предизвик, делува на вистина интересно. Сите оние кои што ќе сакаат да се уверат, секако можат слободно да дојдат во текот на вечерта и да се уверат и самите во тоа. Спомена во текот на денешниот линк го имаме и Никола Станковски, директор на волонтерскиот центар од Скопје. Во тој дел може да ни кажете каква програма всушност подготвивте за овие 2 дена? Истата дел се реализираше вчера, дел ќе се реализира денеска. Така. Во однос на тоа што кажа Мила, дека живееме сега во најдигитализираната период и младина, одбравме специфични работилници на кои сакаме младите да им даеме конкретни знаења и искуства во кои би се фокусирале, затоа одлучивме да направиме неколку работилници во фокусот на дизајн, работилници за изработка на кратки видеа. Младите се цело време ги користат и модерни технологии, младите сакаат да се изразуваат креативно, така да преку видеа, преку дизајн и преку работилница за изработка на еколошки музички инструменти. Тие се главните активности што се веќе се случија вчера, дел денеска. Меѓу другото ќе имаме и штандови каде што нашите организации ќе се презентираат и ќе презентираме тоа што нудиме ние за младите, какви младински можности постојат кои младите може да ги искористат, локални, национални или европски можности.
бидејќи рековме во наши партнери се и европска делегација и Erasmus Plus програмата, и ќе понудиме на младите повише можности преку кои они можат креативно да се изразуваат. Меѓу другото, ќе имаме и млади бендови кои нашите организации ги поддржуваат и ги стимулираат да се вклучат преку вакви активности да дојдат до израз и да се испромовираат. Ќе имаме и жонглери, ќе има и активности за најмладите и на крај крајот ќе биде заокружен со нашето еколошко кино, преку кој ќе промовираме разни филмови пак направени од млади. И да не заборавам за изложбата која веќе е поставена во киното и дел ќе биде извадена надвор, каде што добивме преку 100 разни фотографии, дигитална уметност кои младите ги испрати и кои преку таа изложба ќе ги испромовираме и ќе им даваме можност да се развиваат во иднина. Од сето она што ни го кажавте, би заклучил дека има активности содржани за сичи вкус. Споменав дел од активностите веќе поминаа во текот на вчерашниот ден. Какви беа реакциите на присутните и како може всушност да се пријават сите оние кои што се заинтересирани за денешниот настан? Така. Да, вчера имавме солидни и успешни 2 работилници, имавме преку 30 млади луѓе кои се вклучија во работилниците. Дел од тие работилници продолжуваат и денеска. Секој кој сака да се вклучи, може да се пријави на линкот од настанот за Facebook настанот, има таму форма, али и да не се пријават, просторот отворен за сите, не само за млади, како што рековме, оваа година фокусот на Европската година на младите интергенерацијска соработка, така да за сите млади, за сите од нашата заедница и пак фокусот е на младите за да се даде значење нека младите се тука и они се идни на нашето општество на кој што треба сериозно да им се посвети внимание. Ајде малку поконкретно за денешната програма. Започнуваат работилници со почеток во 17 часот. На какви работилници ќе може да посведочат сите оние кои што се заинтересирани за денешниот настан и кој е тимот всушност кој што ќе работи на овие работилници? Така, значи денеска продолжуваме со вчерашната работилница, значи имаме втор дел на работилница за дизајн, кај што младите ќе дават предлози за разни дизајни на мајци, на пенкала, на торби. После тоа ќе продолжиме со работилницата за изработка на еколошки музички инструменти, а паралелно надвор околу киното, околу домот на култура ќе биде поставени опремата на Go Green, каде што луѓето ќе се едуцираат како да паметно да селектираат, ќе имат можност да произведуваат струја и ќе можат да се вклучат во аспекти на нашите активности, ќе се запознаат тоа што ние нудиме. Така, конкретно да им објасниме само на нашите гледачи какви се искуства и вештини всушност ќе може да се стекнат на овие работилници во текот на денешниот ден. Така, ете, ќе се стигнат со разни вештини од типот на вештини да дизајнираат, да се запознаат какви уствари алатки постојат за дизајн. Пошто имаме многу млади луѓе кои се креативни, кои дизајнираат преку цртање, ние ќе им овозможиме и да користат и дигитални технологии, ќе имаме и поддршка од искусен дизајнер кој ќе дојде да ги мотивира младите луѓе како полесно да се справат со предизвиците кои дизајнерите се среќаваат, така да е начин да ги мотивираме и да ги ангажираме да се вклучат со повише во вакви активности, поготово во волонтеризмот и во еколошкиот активизам. Така, се на се одлична можност за сите оние кои што се расположени да се стекнуваат со нови искуства и знаења. Мила, во овој дел би сакал да ја споменеме накратко и она активност која што верувам ќе биде особено интересна за сите, тоа е киното на велосипед. Што подразбира тоа и каква филмска програма подготвивте за сите оние кои што вечерва ќе бидат тука? Така, значи веќе повеќе пати ги споменавме тие велосипеди кои што произведуваат струја. Така што да, се возат велосипедите и за време на проекцијата, за да не престане дотокот и производството на електрична енергија. Ги проектираме зависно временските услови, тоа ќе биде изненадување во текот на денот, дали е во надворешниот дел или во внатрешниот дел на Домот на културата. Програмата ќе биде составена од екофилмови, односно од филмови кои што го промовираат волонтерството и екоактивизмот. Дел од програмата е од програмата на EU Youth Cinema Green Deal. Значи тоа е селекција на филмови кои што го промовираат зелениот договор и европските вредности во насока на заштита на планетата Земја и мобилизирање на младите. Понатаму имаме филмови кои што се направени од тука наши млади активисти кои што го документираат своето волонтерство и активности во насока на животната средина. Значи
Значи тоа е селекција на кратки филмови кои што ќе траат нешто повеќе од 1 час. Значи ќе започнеме во 20 часот со некое отварање од организаторите и подржувачите и потоа следи проекцијата на кратки филмови. Сосема накусо, кои се очекувањата од вечерашниот настан? Дека ќе се поминеме супер со супер младинска енергија, позитивна. Навистина очекуваме да дојдат младите, веќе имаме и регистрирано повеќе, значи знаеме дека ќе дојдат, се надеваме дека дождот нема да дека нема, дека ќе ни оди времето во прилот и дека нема да им го намали расположението. Меѓутоа имаме супер млад бенд кој што е познат меѓу младите, така да и тој си привлекува исто така своји поддржувачи. Активностите, мислам, и самите организации се препознаени кај младите и очекуваме навистина супер да се поминеме, особено и дека е петок, при крај на летниот распуст, ден пред викенд, па се надевам во наредна прилика и да ќе споделиме и како Апсолутно, ќе ги имаме импресиите од самиот настан. Никола, сосема накусо со оглед на тоа што времето не гази, какво е расположението кај младите активно да бидат вклучени во сите оние процеси кои што се на донесување одлуки кои што директно ги засегаат денес? Па мора да признам дека работите се доста променети сега, поготово бидејќи од пред повеќе од 2 години донесен законот за млади и за младински политики, кој на младите им дава поголеми права, конкретни права и односно и обврски на локалната самоуправа да ги обезбедат и да ги исполнат потребите на младите. Односно сите локални самоуправни општини имаат обврска на младите да им организираат младинска работа, центар за млади, односно младински центар. Секоја општина има обврска да организира совет за млади кои ќе допринесат за подобра и побрза интеграција на потребите и на локалната заедница во тие процеси на донесување одлука. И за сега, мислам, после 2 години од донесувањето закон имаме некој напредок, но реално потребно уште од 18 општини, околу 12 општини ги имаат скоро целосно имплементирано законот. Никако организација за млади, за нашите соработници активно се вклучуваме да ги поддржиме општините за полесно и побрзо да се адаптираат со процесот, бидејќи времето има, обврската се тече, бидејќи рокот за имплементирање на работи истекува после 5-та година од донесување на законот. Веќе поминаа 2 години, сме на почетокот, но треба многу повеќе локалните заедници да се вклучат и како да извршната власт да води евиденција, бидејќи потребите и тој закон не треба да биде само еден од многуте закони донесени и останале само на хартија, туку треба реално да се имплементира, а да се имплементира треба волја и поддршка од сите страни, и од младите, и од организациите, и од локалната заедница. Никола Мила, благодарам за денешното гостување во утринската програма на Македонската телевизија и промоцијата на еконастанот кој што денеска ќе се случува токму овде во Домот на култура Билјана Беличанец. Нека уште еднаш честит меѓународниот ден на младите. Јас само ќе повторам, Европската унија ја прогласи 2022 година за Европска година на младите. Во Македонија пак младите сочинуваат 1/4 од севкупното население. Денес тие се соочени со огромен број на предизвици пред се вработувањето и финансиската нестабилност, а многу често се исклучени од оние процеси на донесување одлуки кои што директно ги засегаат нив. 365 дена во годината треба да ги поддржуваме, да ги охрабруваме и да ги мотивираме младите секако да се борат за своите права, но и активно да бидат вклучени во општествените процеси и да бидат двигатели на сите оние промени во нивните заедници. Бранко, толку од денешното линковско вклучување. Поздрав од нас. Никола, ти благодариме за денешното вклучување. Те чекаме во редакцијата на емисијата Македонија наутро.